Владеачкото мнозинство ќе тактизира согласањето за уставните измени. Собранискиот спикер Талат Џафери на брифинг со новинарите посочи дека има можност изјаснувањето за отворање на највисокиот правен акт да се одлака се додека не се обезбедат потребните 80 пратеници. Сепак расправата ќе започне на 18 август, а по исцрпување на истата седницата веројатно ќе биде на стендбај. Според Џафери, ова не било ништо ново и претходно имало таква пракса за останати закони. За 18 е закажана седницата за да почне расправата на пленарна седница по однос на иницијативата за уставни измени. И таа во принцип трае не подолго од 10 работни дена. Тоа е процедурата и тоа се роковите по кои што се раководиме. Чинот на гласање не е врзано за денот последен, така да и за тоа да се има јасност по однос на постапките. Тоа го предвидува и деловникот, тоа го покажува и праксата претходно од слични иницијативи за уставни измени, затоа што собранието одлучува доколку има потребно мнозинство. Дека нема да го има потребното мнозинство се покажа завчера во Комисијата за уставни прашања, каде со 10 гласа за и 7 против беше донесен заклучокот со кој започна процедурата. Сите пратеници на ВМРО ДПМН беа против, а пратеничката група цврсто порача дека промена на ставот нема да има. Порачаа пленарната седница да се закаже уште веднаш за да се покаже дека двотретинско мнозинство нема. Но очигледно ниту во владеачкото мнозинство нема 100% поддршка. Досега тројца пратеници најавија дека нема да гласаат за промена на уставот. Алтернатива БЕСА и Алијанса за албанците поставија и свој услов да се избриже формулацијата 20%. Доколку власта го прифати и ова, владата во рок од 15 дена по гласање на потребата ќе треба да достави нацрт предлог за уставни измени, кажа Џафери.